Добро утро секое утро и од мене. Така, јас со ова утро се јавувам од Еквилибриум на нашите редовни пријатели со кои што веќе 2 и кусур години се дружиме. Се јавуваме одовде бидејќи како што кажавте и вие колеги, се најавува од владата се најавува дека угостителските објекти ќе бидат отворени од понеделник, па да видиме како е состојбата токму овде. Разговарам со Дарко, собственикот. Најнапред, добро утро. Добро утро. Дарко, поминувате на вистина тежок период, вие како угостители, па би сакала да те прашам како го поминавте се во ова бреме, сиве овие тешки денови, може ли накусо да ни раскажеш? Да, може. Многу тежок период за нас. Во овој период пробуваме да нормално развивме на дистрибуција сопствена за храна, каде што ќе направиме некои специјални менија за нашите гости со намалени цени од 30%, се со цел за полесно да може да се нарачува храна. Развивме и онлайн шоп, каде што да нема допир со пари, да можат луѓето онлайн да платат. И пак со една цел, полесно гостите да може да нарачуваат и да помогнеме на нашите вработени колку што можеме да допринесеме во овој тежок период и да им помогнеме на сите да биде по-лесно целото функционирање во овој период. Од понеделник со нови сили се најавува отворање на рестораните, кафулињата и угостителските објекти и со нови мерки. На кој начин вие планирате овде да го адаптирате овој простор, токму каде што се наоѓаме, ова е летната тераса, значи овде ќе биде адаптирано. На кој начин се подготвувате за понеделник? Па ние како и секогаш сме се труделе да одржиме хигиената на највисоко ниво, така и ќе продолжиме. Ги почитуваме сите препораки на владата. Комплетно направивме дезинфекција на целиот ресторан, стерилизирање на целиот прибор за храна, за јадење и ги поставуваме параваните за физички да се оделат масите и мислам дека нашите гости ќе може да се чувствуваат безбедно и да уживаат во нашиот амбиент. Да, јас сметам дека голем број од граѓаните имаат малку и страф, ќе се согласиш со мене околу тоа како ќе се вратат, колку е безбедно, колку е чисто, но се гарантира дека ќе има постојано одржување на хигиената. Да, максимално, значи буквално сите препораки ги запазуваме, како што кажа дезинфекцијата ја направивме, стерилизирање на приборот е направен, хемиско чистење на целиот интериор направивме и ќе го продолжиме во тој концепт да работиме. Така да мислам дека нема да има никаков проблем за нашите гости да може да уживаат во нашиот амбиент и храна и музика, тоа што го дава концептот на Еквилибриум. Така, би сакала да направиме мала споредба со останатите земји кои што веќе ги пуштија нивните ресторани и кафулиња. Така прочитав на пример дека во Србија има забрана за гушкање и бакнување во ресторанот, а во Австралија дека 2 часа минимум мора да седат гостите, значи буквално ќе треба да ги избркаат по 2 часа. Исто така прочитав и дека на одредени места алкохолот може да се служи само со храна, значи доколку дојде гости побара само алкохол, не можете да му дадете и слични вакви примери. Може ли да направиме споредба колку нашите мерки овде се ригорозни, строги и споредба со останатите мерки со останатите држави, што вие како ресторан, како собственик сметате дека би било соодветно за да застанете колку толку на нозе, а да има мерки нели согласно со препораките? Така, значи идеално нема во овој период ништо, идеални мерки не постојат, идеално кога ќе нема мерки ќе биде идеално се. Тоа што го прават другите држави, во ред е. Може се согласувам, може не, но мислам дека сите сме свесни и знаеме што треба да правиме во овој период и како да се однесуваме. Секој човек може да се навикне на секакви мерки, но нормално да има почеток и крај. Во оваа ситуација сега, мислам дека најдобро е само да ни дозвола да може да работиме и внатре и надвор со тие физички прегради, за да го зголемиме бројот на капацитетот на гости, за да функционираме барем некако во овој тежок период и да застанеме полесно на носи. Така, и за крај, од оваа перспектива гледано, се уште не е започнато, но мислите ли дека ќе се навикнуваме на ваков начин на живот, на вакво излегување од дома, или ова е само скалило до нормалниот начин на живот? Значи, овој период е период и за тоа може да се навикнеме на се. Период е нешто што има почеток и крај. И затоа може да се негнам. Иначе за нормално функционирање, ова не е нормално функционирање, но се надеваме дека, како што кажавме, ова е само еден чекор плюс за да стигнеме до нашиот нормален живот, што сите го посакуваме во овој момент и што ни фали на сите.
Ти благодарам за одвоеното време, простор, благодарам за гостопримството што секогаш ни го нудите и навистина ми е драго што успеавме да се видиме и што се држите цврсто и што сте го поминале ова тешко време. Колеги, одовде би се одјавила доколку немате некое прашање.